Министерството за економија се уште не го добило заклучокот од вчерашната владина седница за да видат што конкретно се бара од нив за договорот со рудникот Иловица, но ќе го почитувале рокот од 7 дена и ќе се изјаснат. Ова го соопштија денеска од Министерството, кое ќе мора да се произнесе околу запазувањето на правно-формалните аспекти на договорот со концесионерот на рудникот Иловица Euromax Resources. Повторам дека владата на Република Северна Македонија задолжи Министерството за економија да утврди дали се испечатувани сите правни услови кои треба да ги исполни компанијата за добивање на концесија. Евентуално, ако не ги исполни сите правни услови, тогаш концесијата да се раскине. Од компанијата Euromax изјавија дека се залагаат за двете страни на концесискиот договор за бенефит на сите засегнати со проектот Иловица Штука, особено локалната заедница. А жителите и активистите се разочарани и гневни од одолговлекувањето на владата. Најавуваат засилени блокади и поголем отпор. Народот не може, има многу активности да биде тука и земјоделието да обава. Тоа е, не знам, младите бегат и се плашат. Јас гледам не сум многу по Фейсбук, ама гледам што пишува. Това е страшна работа. Сите се против, само немат време да дојдат. Тоа е народ тука макотрпно се мени. Земјоделие да обави, тука да биде. Значи тоа е макотрпно тука, ние што го издржуваме. Движењето против рудникот кај Иловица и Штука почна пред 2,5 години. Досега се одржаа и 2 референдума во општините Босилово и Новосело, на кои што над 90% од граѓаните што гласаа се изјаснија против рудникот, но немаа доволно излезност за да бидат успешни.